Митровден. Светиот великомаченик Димитрий Солунски живеел во 3 век и бил син на градоначалникот на Солун. Легендата вели дека солунскиот војвода долго немал пород и по многуте молитви упатени кон Бога бил даруван со машко дете, кој со големо внимание го образувал, го воспитувал и го воведувал во христијанството. По смртта на татко му Димитрија бил именуван од царот за градоначалник на Солун и бил советуван да биде немилосрден спрема христијаните, да ги убива и прогонува секаде каде што ќе ги сретне. Но Димитрија првин тајно, а потоа јавно ги подучувал христијаните како да се чуваат од лошите пагани и да не се откажуваат од Христа, дури и по цена на животот. За ваквата дејност на Димитрија разбрал и царот Максимијан. Затоа наредил веднаш да биде затворен. Димитрија, знаејќи што го чека, сиот свој имот му го оставил на некој пријател по име Луп, да им го раздели на сиромасите. Во тоа време во Солун имало амфитеатар во кој се изведувале гладиаторски борби. Луѓето се бореле меѓусебно до смрт, или во арената, или биле фрлани на крвожедните зверови. Особено страдале измачените христијани, кои биле убивани од гладиаторите или раскинувани од зверовите на очиглед и одобрување од преполниот амфитеатар. Меѓу гладиаторите со својата суровост посебно се истакнувал и му бил мил на царот некој со име Лий, кој ги измачувал христијаните до смрт, а потоа ги убивал или ги фрлал на зверовите. Во тоа време во Солун живеел еден храбар човек по име Нестор, кој не можејќи да ги трпи нечовечните постапки на паганите, посебно на тиранинот Лий, решил да излезе на двобој, да го убие или да загине. Тој го посетувал Димитрија во затворот и барал дозвола од него. Свети Димитрий го благословил, велејќи му: ќе го победиш Лий, но ќе страдаш за Христа. Нестор го убил гладиаторот, а императорот наредил веднаш да биде исечен, а и Димитрија да биде погубен во затворот. Царските војници го убиле Нестора, а кога дошле во затворот кај Димитрија, виделе како тој без страв му се моли на Бога, а од лицето му зрачела чудна светлина. Плашејќи се да му се доближат, војниците го убиле од далечина, фрлајќи со копијата. Тоа се случило рано утрото на 8 ноември 306 година. Неговото тело христијаните тајно го погребале во црквата што го носи неговото име во Солун. За време на животот Димитрија бил војвода на Солун и негов заштитник, но и по смртта тој останал заштитник на Солун, зашто ги одбивал непријателите, направил многу чуда, ги исцелувал болните, ги застапувал пред Бога сите што ќе побарале неговата помош. На иконата Свети Димитрија е представен во војводска облека на конј и со копие убива човек кој е под копитата на конјот. Тоа е Лий, кој бил убиен од Нестор со благослов на Димитрија. 8 ноември. Свети великомаченик Димитрий.